Сообраќајот е организирано движење на сообраќајни единици по патиштата, со што се овозможува поврзување на региони и држави. Благодарение на тоа, многу правила и прописи во сообраќајот кон кои треба да се придржуваат возилата и возачите се исти или многу слични кај нас и во светот. Сообраќајот е клучна карактеристика на начинот на живење и работа во современото секојдневие. Неговата основна цел и карактеристика е да обезбеди побрзо и поефикасно совладување на просторот за што покусо време. Од тука произлегува дека, доколку не се посвети соодветно внимание во организационата поставеност на патниот сообраќај, тогаш неговото одвивање ќе има штетни последици за безбедноста на животот и имотот на сите инволвирани субјекти. Од тие причини произлезе потребата за формирање на орган кој ќе се грижи за безбедноста на патниот сообраќај во пошироки општествени рамки. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата основан е со уредба од извршниот совет на собранието на некогашна Народна република Македонија на 15 мај 1962 година. Уште со засилениот развој на тогашната заедничка држава Југославија во 60-тите години, сообраќајот представуваше една сериозна општествена и стопаска гранка, бидејќи преку него се брго се освојуваше просторот, се превезуваа добрата од едно место на друго, се превезуваа луѓето, се зголемуваа контактите и така натаму. Меѓутоа, сето тоа со себе носеше и негативни последици заради загрозување на безбедноста на сообраќајот, од причини што во тоа време нивото на безбедност на патиштата беше релативно ниско, беа во изградба и од тие причини Сојузното собрание донесе препораки за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата, кои што беа доставени до сите тогашни републики и покрајини. Во 70-тите години од минатиот век председателот на СФРЈ Јосип Броз Тито во своето новогодишно обраќање во 1979 истакна: да погледнеме што се случува на нашите патишта. Секојдневно ни исчезнуваат луѓе, нашето најголемо богатство. Кога станува збор за грижата за луѓето, не смее да се губи ни еден момент од времето и не смее да се штетат напори. Кон овие прашања мора организирано да пристапи целото наше општество. Горан 89, јави се на матка 85. На прием Горан 89. На патот Скопје-Тетово, во близина на Карпалук, ми јавија да има тешка сообраќајна несреќа со повреди. Примено, веднаш испрати радиообезбедување на лице место, примено. Оваа порака во тоа време силно ги мобилизираше советите за безбедност на сообраќајот на патиштата низ целата тогашна држава да ги зајакнат своите активности во оваа област. Особено да ја превземат улогата за координирање на активностите насочени кон унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата и сообраќајната превентива, како што беше случај и со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Македонија. Нашата република, тогашна Народна република Македонија, сериозно му пристапи на ова прашање и тогашниот извршен совет на 15 мај 1962 година донесе уредба за формирање на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, во тоа време како државен стручен совет во рамките на Министерството, односно секретаријатот тогаш за внатрешни работи Скопје. Во исто време, Извршниот совет на Народна република Македонија донесе и решение со кои беа именувани членовите на тогашниот државен совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на предлог на секретаријатот за внатрешни работи на Народна република Македонија. Во првите години од постоењето, Советот континуирано ја остваруваше својата координативна улога на органите и организациите кои работеа на унапредувањето на безбедноста на сообраќајот. Имајќи го предвид фактот дека во тоа време, 1962-1990 година, нашата република екзистираше во рамките на заедничката држава Југославија,
Советот својата активност ја координираше пред се со Југословенскиот совез за безбедност на сообраќајот на патиштата, а постојано имаше добра соработка и со советите во тогашните републики од СФРЈ. Во голема координација работеше Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот, како што кажав, со Југословенскиот совет, бидејќи тие насоки беа за сите републички совети и покрајнски совети, секој совет републички ги прилагодуваше своите активности на потребите на просторот во кој што делува. Во тој период, Советот особено соработуваше со Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, Републичкиот секретаријат за образование, Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски, организациите за одржување на јавните патишта, организациите за народна техника, пионерските домови, Сојузот на возачите и Сдруженијата на возачите, Автомото Сојузот на Македонија, Македонската радио и телевизија и пишаните медиуми, редакциите на детските списанија, Републичкиот завод за образование, Општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата, предучилишните установи, основните и средни училишта, факултетите и многу други општествени органи и организации. Организира и спроведува бројни сообраќајно-воспитни манифестации, предавања, бројни обуки за сите учесници во сообраќајот. Активно е присутен во медиумите, а континуирано работи и на научно-стручни проекти и активности со имплементација на светските искуства во оваа област. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во текот на своето повеќе децениско постоење и работа оствари значаен придонес во унапредувањето на безбедноста на сообраќајот и сообраќајната превентива. Во почетокот на својот мандат, Советот функционираше во рамките на Државниот секретаријат за внатрешни работи како стручен совет, а покасно со промените во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, надлежноста за формирање на Советот преминува на Собранието на државата. Сите овие години на постоење и на функционирање на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, тој е тесно поврзан со МВР, не само заради фактот што всушност оваа институција на своите почетоци, така да кажеме, изнедрена од тогашниот државен секретаријат за внатрешни работи, туку и заради блиското споделување на примерни заеднички цели во областта на сообраќајот во сите негови домени, дали се тоа нормативни, образовни, инфраструктурни и секако сигурности или безбедност. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата целосно ја финансираше работата на општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата, а сообраќајната милиција постојано ја опремуваше со возила и опрема, мерни инструменти, радари, дрегери, стопалки и друга опрема, а во тој период како активности од поголем обем се издвојуваат изградбите на објектите за станиците на сообраќајната милиција во Петровец, Скопје, Тетово, Штип и Демир Капија. Тогашните законодавни власти утврдија дека сообраќајот и неговата безбедност ги надминува рамките на активноста на државните органи и се тежнееше на некој начин поопштествување на оваа состојба, односно поставување на најшироки општествени основи. Токму тоа беше причината што се формираше тогаш Југословенскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и во републиките, републичките, односно покрајнските совети, кои што ќе се занимаваат пред се со сообраќајната превентива и унапредувањето на безбедноста во сообраќајот. Од она што можеше да се утврди во архивата на Советот од почетокот на неговото формирање во 1962 година, па се до 2002, организационата поставеност со незначителни модификации била иста. Имено, покрај председателот на Советот именуван од тогашниот Совет, а подоцна и од Собранието, Советот имал и подпредседател, председателство и секретар. Од почетокот на неговото постоење, Советот па до ден денеска има слична организациона структура. Советот го раководи председател. Во тоа време долг период имаше подпредседател на Советот, секретар на Советот и членови на Советот. Меѓутоа, за да може Советот соодветно да функционира, он имаше и своји оперативни тела,
комисии кои се занимаваа со поодредени области во безбедноста на сообраќајот, како што беше како што се комисијата на пример за сообраќајно воспитание и образование на децата, комисијата за пропаганда, комисијата за водење на кампањи, комисијата за следење на законските прописи и така натаму. Организацијата и начинот на работата на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата се определува со деловник за работа на советот. Заради обезбедување на поголема оперативност и ефикасност, советот во своите редови формирал постојани и повремени работни тела. Во работните тела советот од почетокот до денес ангажирал надворешни соработници од разни органи, организации и институции, со што се обидувал работата врзана со напредувањето на состојбите во безбедноста на сообраќајот и сообраќајната превентива да ја постави во широки општествени рамки. Оваа година Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата одбележува 60 години постоење и активна работа на полето на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, согласно со задачите кои му се утврдени со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, уште од почетокот на неговото постоење, а подоцна во согласно со целите утврдени со првата и втората национална стратегија, првата од 2009 до 2014 и втората од 2015 до 2020 година, тежиштето на својата активност секогаш го насочуваше кон унапредување на сообраќајното воспитание и образование на децата и младите. Не е доволно да се кажува дека треба сообраќајното воспитание да почнува од мали ноце. Ние тоа во дело го спроведовме со тоа што децата во градинките, нели, предпоставка се дека се уште неписмени, поготово во тоа време, низ игра и забава ги спроведувавме тие активности со сообраќајни приредби. Ваквите активности беа интензивирани уште во далечната 1973 година, кога започна посеопфатно да се организира најмасовната сообраќајно-воспитна манифестација Пионерски семафор, во која беа вклучени сите ученици од основните училишта. Првиот републички надпревар Пионерски семафор се одржа во Кичево на 31 април 1979 година. При спроведувањето на оваа манифестација на општинските и републичките надпревари, децата беа масовно придружувани од своите родители. За време на одржувањето на завршните манифестации кои имаа надпреварувачки карактер, во организација на РСБСП и ОСБСП, во општините се организираа сообраќајни дефилеа на кои беа присутни илјадници учесници, деца и возрастни, велосипедисти, пешаци, мотоциклисти и возачи на разни видови моторни возила. Не можам да би дочерам со зборови, само тоа може камера да го регистрира кога би ги имале снимките, кога во текот на мај се спроведуваше таа акција во град Скопје, на плоштадот Македонија, имаше повеќе од 6000 гледачи. Овие надпревари се организираа во различни форми и циклуси. Училишни надпревари во кои учествуваа сите ученици од 2 до 8 одделение. Се спроведуваа така што секој ученик решаваше сообраќајен тест, а учениците од 6, 7 и 8 одделение има и практичен дел за управување на велосипед на посебно подготвени полигони за таа намена. 250 училишта, основни и средни училишта, значи 250 кабинети. Во секој училиште обезбеди по еден сообраќајен полигон за вешто возење. Ги обезбеди со по 5 велосипеди, колку што беа надпреварувачи за пионерскиот семафор и на секои 2 години тоа го обновуваше. Знаете, тоа колкава е, да не речам инвестиција, него инвестиција во проблемите за унапредување на безбедноста на сообраќајот и уште во тоа време се спроведува на многу поедноставен начин. Ме разбирате, со летоци, со флаери и така натаму, немаше систем на таква дигитализација како што е сега, меѓутоа се организира безброј дебатни емисии. Општински надпревари Пионерски семафор со учество на повеќе од 150 основни училишта. Но овие надпревари покрај решавањето на сообраќаен тест, повозрастните ученици се надпреваруваа во практично управување на велосипед во јавниот сообраќај и вешто управување на велосипед на посебно подготвен полигон за таа намена.
Републички надпревари. На овие надпревари учествуваа најдобрите ученици во поединечниот пласман од сите основни училишта во секоја општина. Тие секоја година се организираа во различни општини со време траење од 2 дена. По одржаните републички, односно државни надпревари, се издавал билтен со податоци за постигнатите резултати на учесниците. Дотолку повеќе што областа на сообраќајот како една од суштинските општествени инфраструктурни фундаменти предпочита еден широк меѓуинституционален спектар на надлежности, активности и на практични делувања. Институциите мораат постојано да ги удвојуваат напорите, проектите, конкретните активности ако сакаме да имаме добри резултати и ние сме должни континуирано да работиме особено на подигнувањето на нивото на сообраќајната култура и едукација. Од 2007 година РСБСП во целост се осамостои. Републичкиот совет е тело на Собранието на Република Македонија и во голем дел од годините кои што беше физички сместено во просторот на Министерството за внатрешни работи и практично ние таму делувавме, значи од мојот мандат од 2007 година до завршување до 2015, ние делувавме во просторот на МВР. Стручните, финансиските и административно-техничките работи, кои дотогаш ги вршеше Министерството за внатрешни работи, РСБСП почна да ги извршува самостојно. При тоа беа обезбедени сопствени работни простори, сопствено возило и друга потребна опрема. 2008 година донесовме едногласна одлука на седница на Советот дека е потребно Републичкиот совет да има своји простори. Таа седница едногласно се донесе тој заклучок и негде кон крајот на 2008, почетокот на 2009 година купивме простори, ги опремивме тие простори во кои денеска е сместен Републичкиот совет. Од 2007 година во потполност се осамостои и до денес континуирано работи на едукативно превентивни активности и кампањи со цел унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Kur flasim për rolin dhe lidhshmërinë mes parlamentit dhe Këshillit Republikan për sigurinë e komunikacion të rrugëve, gjithsesi që është rregulluar dhe sankcionuar me ligjit përkatëse mbi faktin që Këshilli zgjidhet nga parlamenti me mandat 4 vjeçar, që nuk kupton kryetarin dhe anëtarët e Këshillit i zgjedh parlamenti, dhe Këshilli për parlamentin është trup këshilldhënës për sferën që mbulon puna dhe kompetenca e Këshillit Republikan për sigurinë e komunikacion, dhe mbi atë bazë parlamenti bën mbikëqyrjen e punës së Këshillit përmes obligimit që ka Këshilli brenda vitit për vitin paraprak të raporton gjithësisht të jep raport vjetor për punën e saj dhe mbi bazë të njohurive që morim përmes raportit vjetor, parlamenti ka mundësinë që në procedurën ligjvënëse mundet ndërhyjë në normat ligjore që përfshin sferën e sigurisë në komunikacion, të jep zgjidhje të reja për edukimin, për kryerjen e punës së komisionit gjithësisht Këshillit, dhe mbi atë bazë me të roli është i ndërsjell parlamentit dhe Këshillit Republikan për siguri në komunikacion rrugor. Практично почнавме да го остваруваме тоа за кое што е наменет Републичкиот совет, тоа е да се грижи за безбедноста и едукација на возачите на нашите патишта во Македонија. Станува збор за 6 деценијски континуитет за меѓусебна соработка и поддршка како отворени, доверливи партнери кои што се насочени кон постојано подобрување, надградување на состојбите во сообраќајот, а следствено на тоа и потребите и капацитетите на нашето општество во целина. Мислам дека треба да се истакне дека се работи за едно кохерентно, функционално партнерство, кое што е докажано преку многу активности, идеи, иницијативи кои што се преточени во легислативи, во многу превентивни кампањи, во проекти што имаат директна рефлексија на севкупните состојби во сообраќајот, а особено од аспект на превенција и едукација. И се разбира, најважното и приоритетното е безбедноста.
Не паркирај на пешачки премин. Никогаш не излегувај од левата страна на возилото кога е паркирано на улицата. Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Вози одговорно. Позитивните промени беа практично од 2007 Републичкиот совет се занимаваше само со организирање на детски семафор. Од 2007 година сметавме дека тоа е некако надминато и почнавме, како што и поголе кажав, да правиме округли маси, да правиме советувања каде што беа поканети еминентни познавачи на сообраќајот не само од нашата држава, него и од нашето обкружување, па и од пошироко и од европските држави. Републичкиот совет купуваше на некој начин условно искуства од развиените европски држави. Ништо ние нити во тогашна Југославија, нити во Македонија не измислиме, туку се што беше добро го превземавме од Европа како поразвиени држави. Во тоа време Републичкиот совет ги опреми сите училишта, основни и средни во Република Македонија со сообраќајни кабинети. Една од главните цели што ние ја поставивме, а тоа е изработка на првата национална стратегија. Тоа е од 2009 до 2014, каде што учествувавме сите членови на Републичкиот совет, учествуваа еминентни познавачи на состојбите во сообраќајот, министерства, имавме консултанти од странство и мислам дека главната цел ја постигнавме, а главната цел на првата национална стратегија беше 0 жртви на деца на патиштата и намалување на бројот на жртви на 50%. Самиот факт што во текот на изминатите децении од работењето на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата се етаблираше како незаобиколен чинител во остварувањето на безбедноста и безбедносните стандарди во сообраќајот, доволно говори за важноста на оваа наша институција, особено што таа меѓу другото во континуитет таргетира едно есенцијално подрачје, тоа е сообраќајната култура и образованието. Пред се фокусирајќи се и тоа со право на младите и на децата од аспект на нивна превенција како ранливи категории и од аспект на нивна образовна подготовка како идни учесници во сообраќајот. Уште во тоа време Советот стана препознатлива институција, развиена широка општествена активност, пред се зафати за сериозно превземање на мерки во унапредување на сообраќајното воспитание и образование на децата преку организирање на наставни и воннаставни училишни активности. Во тоа време се спроведуваше популарниот пионерски семафор, па покасно во самостојна Република Македонија се применува како детски семафор, каде што учествува во опфатот повеќе од 300.000 ученици. Авторството на без друго нашите најмасовни сообраќајно-воспитни манифестации како детски семафор и сообраќајно-техничка култура на младите, јасно го означуваат Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, не само како промотор, туку и како креатор на сообраќајната култура, која што пак има огромно, можеби би рекол и примарно значење во безбедносната сообраќајна стандардизација. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата работи на унапредување и развивање на сообраќајното образование, воспитание, култура и етика, а посебно внимание посветува на превентивното делување за зголемување на безбедноста на сите категории учесници во сообраќајот на патиштата во Република Северна Македонија. Овие носечки активности дадоа голем
придонес за подобрување на безбедноста на пресе на децата во сообраќајот. И не само тоа, Советот водеше грижа и за зголемување на сообраќајната дисциплина, подигање на сообраќајна техничката култура кај останатите учесници во сообраќајот, през се возрастните, пешаците, велосипедистите, возачите на моторни возила. Знаете, сообраќајната култура не е од Бога дадена, не е генетски наследена, таа е дел од општата култура, дел од секојдневното наше однесување. И затоа Советот сакаше постојано да влие низ тој систем на сообраќајно-воспитна работа, почнувајќи од мали нозе, од децата згрижени во предучилишните установи, па се до највозрастните возачите на моторни возила. Морам да напоменам дека ние изработивме и втора национална стратегија 2015-2020 година. Практично беше таа надоградена на првата стратегија, со тоа што во втората национална стратегија имавме за цел да се намали плюс 30% од тие првите 50% од првата национална стратегија. Значајна беше улогата на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата години назад во унапредувањето на безбедноста на сообраќајот, затоа што Советот воспостави широка соработка со сите државни органи кои што беа со закон задолжени или повикани да работат на оваа област, општествени организации, медиумите кои што огромен допринос дадоа во презентирање на овие активности и презентирање на овие проблеми пред пошироката јавност. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата има реализирано голем број на едукативно-превентивни кампањи, од кои како позначајни се издвојуваат кампањите: зимска и новогодишна кампања, стави појас, жените возат одговорно, намалија брзината, зголемија безбедноста, и јас и ти, сите сме пешаци, безбедноста на прво место, Европска недела на мобилност, кампања за мотоциклисти, кампања за матуранти, летна кампања да ги заштитиме децата во сообраќајот. РСБСП прави и така наречени сезонски кампањи, како што е во есенските месеци безбедно вози трактор, покажи грижа, паркирај совесно, како и кампањи за одбележување на значајни датуми и настани. Беге бе, брзом! Беге бе! Биди го, ла! Абе... Добар ден, господине. Вашата возачка и сообраќајна кај молам. Колега, брзом ако сакаш, дај да додам. Вашите документи кај молам, господине. Не ме знаеш сега толку? Ево, наш жена ми е кола. Држ. Благодарам. Господине, пешакот не го видовте таму? Па тој кај гледа? Гледа дека иде кола, ќе застане. Знаете колку е казна за тоа, така? Знам 300 евра. Значи, знаете. Истечена ви е регистрацијата на возилото, господине. Знаете колку е казна? Абе, види се, дај да не правиме глупости да му се не види. Ајде, ако си заднал толку, пиши за појас, да и така ќе ви биде пишено. За нерегистрирано возило 500 евра, за непропуштен пешак 300. Овие, ако ги платите во рок од 8 дена, ќе бидат 50% пониско. За појас ви е 20 евра. Бе, колеги, има душа да му се не види. Светлата не ви се вклучени. 35 евра. 855 евра ќе се подпишете. Ќе ми дојаш и ти на мене, ќе налеташ некад. Такви се правилата, господине. Ајде. Правилата се за сите. Однесувај се совесно. Почитувај ги сообраќајните правила. За ваша и наша безбедност. Своите активности Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги остварува во соработка
со бројни институции и организации. Во прв ред со Министерството за внатрешни работи, како партнер, Општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата, министерствата, автомотосојузи, автошколи, испитни центри, агенции за сообраќај, единиците на локалната самоуправа, образовни, здравствени и невладини организации, медиуми и други. Gjithse si nëse I kemi parasysh situatën aktuale dhe numrin e shtuar të fatkeqësive në komunikacion, për fat keq dhe me pasoja fatale për jetën e pjesëmarrësve në vetë komunikacionin, mendoj që ka hapësirë dhe duhet të ketë hapësirë për përmirësim të rregullave për edukim të zgjerum me përfshirje të grup moshave nga shkollat fillore dhe deri tek ata që me drejtën e pjesëmarrjes në komunikacion, pa marrë parasysh që I kanë gjitha licencat për të qenë pjesëmarrës në komunikacion, duke pas parasysh pasojat dhe shkaqet që në fakt si pasojë është moskujdesi njerëzor, nuk kupton që gjithë pjesëmarrësit në komunikacion ka nevojë të kenë edukim shtesë, pa marrë parasysh grup moshën e tyre. На издавачки план исто така се остварија значајни резултати. Сообраќајна лектира, боенка, сообраќајна песнарка, прирачник за родители, децата и нивната безбедност во сообраќајот, прирачник за подготовка за полагање на стручен испит за работа во автошкола и испитен центар, прирачник за возач почетник, правила за малите пешаци, како и бројни рекламни материјали кои беа реализирани и на македонски и на албански јазик. Министерството за внатрешни работи уште пред неколку години, сондирајќи ги тогашните состојби и фактори во делот на безбедноста на сообраќајот, донесе една многу важна стратешка одлука, би рекол, во однос на далеку поактивно делување при контролата на примена на сообраќајните правила и прописи, и тоа во поглед на сите учесници во сообраќајот. Таква иницијатива на интензивирани динамични контроли, независно од нивниот карактер, дали се тоа акцијски или плански, согледно програмите на надлежните полициски организациони единици, веќе вродија со плод, а тоа е веќе го илустрирам со еден податок. Речеме, лани во 2021 година завршивме со статистика според која бележиме најмал број на жртви во сообраќајот во последните 15 години, 116 жртви. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во изминатите години има воспоставено одлична комуникација и соработка со надлежните институции од соседните земји, како и со повеќе меѓународни организации, чија основна дејност е безбедноста на патниот сообраќај. Во рамките на таквата соработка, представници на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата учествуваат на конференции, светски конгреси, научни собери, стручни советувања и слични активности, а се реализираат и работни средби и заеднички кампањи, како што беше, например, летната кампања во 2021 година под мотото "Вози одморен". Ние треба да бидеме свесни дека колку и да се квалитетни законите и правилата, доколку не ги познаваме или пак не ги применуваме, тие ќе останат обични букви на хартија. Затоа овие форми на кампањи и едукации низ кои минуваат илјадници деца и средношколци се мотивирани токму од потребата за запознавање и почитување на сообраќајните норми и нивно инкорпорирање како личносно секојдневен и поведение, особено кај младата популација. Јас немам дилема дека само така преку подигнувањето на јавната свест, особено кај најмладата популација, со континуираното едуцирање и укажување на проблемите и ситуациите кои можат да настанат во сообраќајот, можеме заеднички да стигнеме до посакуваната цел, а тоа е да воспоставиме едно
повисоко задоволително ниво на сообраќајна безбедност и сообраќајна култура. Организира и учествува на стручни собири и конференции и искажува своји мислења до релевантните институции, особено во врска со некои законски измени и дополнувања од областа на безбедноста во сообраќајот. Оваа соработка е на многу високо ниво, што придонесува кампањите и останатите активности да ја постигнат својата цел за намалување на бројот на сообраќајни незгоди и бројот на загинати лица во нив. Превенцијата која во себе обединува едукација, образование и информации дава резултати на долг рок во борбата за безбедно одвивање на сообраќајот на патиштата. Републичкиот совет со сите своји активности и кампањи ја докажа својата огромна улога во заложбите за достигнување на крајната цел, што помалку жртви на нашите сообраќајници. Ако тргнеме пред се од општиот консензус дека сообраќајот, особено денес за секое модерно општество, представува круцијален сегмент од животот или своевиден крвоток, без чија што функционалност, просто кажано е невозможен квалитетен социоекономски или друг развој, тогаш сосема логично се наметнува заклучокот дека темата за безбедноста во сообраќајот е, а и ќе биде и понатака, тема од огромно значење, односно од неспорен јавен интерес. Пред се заради фактот што таа колку што директно го тангира развојот, плановите, концептите, идеите на сообраќајната инфраструктура и капацитети, како и законското нивелирање и детерминирање на таквиот развој, исто толку го тангира и она што би рекол најчувствително прашање, тоа е заштита на материјалните и добра и примерно човечките животи. Цената на чинење на еден човечки живот во Европска Унија е негдека 7 милиона евра. Значи, во тоа влегува од раѓање, едукација, пензионирање и така натаму, додека на балканските простори цената на еден човечки живот значи помеѓу 3 и 3,5 милиона евра. Тоа е се благодарение на стандардот во кој што ние живееме. Покрај жалоста од своите семејства, но и од економски аспект државата губи. Дошта кад пијете да тша параштрун друише, чкадот иште по Русија пр мът ветрит, пр мът мошуарит ќе марим пиес на комуникација. Не си мът мошуар, гати се дите да јеми приндер, кеми фамилјар, кеми фмит, ниприт, да по Русија дует тие текнечен, не тие мът ваменчем, да мът предјетшем пр ролин, да предјетсин ќе кеми дјат пиес марис на комуникација. Ке нук да ме значи пр груп мошен матре нук ка по Русија. Дисе си, че пр груп мошен матре та праноен кшилат е мът ветрве, прата Русија да ашта реформулими и пиетис, че по Русија май thuktаш дарите мошуарит, че кен кој дес пр пјесмарсите митур, и вечанти и преконсорат, бiciklistët të cilët kanë qira rregullat të pjesëmarrjes në komunikacion, por gjithsesi që përgjegjësia kryesore është te ata që drejtojnë automjetet, duke pas parasysh që zhvillimi i automjeteve në këtë kohë, edhe në kontekst të shpejtësisë, edhe në kontekst të fuqisë së tyre, janë më ndryshe se sa që jemi mësuar në kohët më të hershme kur kemi filluar pjesëmarrjen tonë aktive në komunikacion me automjetet përkatëse që i kemi drejtuar. Për këtë arsye, porosia basë është tek ne më të mëshuamit që të mbajmë llogari për sigurinë atyre që i kemi edhe më të dashur në familjet tona. Советот на вистина од година во година влијаеше за подобрување на безбедноста на сообраќајот, а тоа се гледаше преку намалување на бројот на сообраќајните незгоди и последиците од истите. Иако, по краток временски период од моето доаѓање за председател на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, беше прогласена светска пандемија. Сепак, беа реализирани бројни кампањи и активности, дел традиционални, а дел нови. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата покрај соработката со домашните институции и организации, активен е и на меѓународен план. Црпи искуства од поразвиените земји, применува практики и законски решенија, но истовремено и членува во повеќе меѓународни и регионални организации.
Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата има подпишано меморандум за соработка со Агенцијата за безбедност на сообраќајот на патиштата на Република Србија, како и декларација за зголемување на безбедноста во сообраќајот за периодот од 2021 до 2030 година со земјите од регионот. Полноправен член е на Меѓународната организација за превентива и на Европскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Како стожер на безбедноста во сообраќајот и како институција која ја создаде традицијата на подигнување на свеста за сообраќајот, иднината на ова тело несомнено е да биде постојан потсетник и да ги унапредува стандардите, што самостојно ги постави за сите генерации и категории на учесници во сообраќајот. Gjithsesi që shfrytëzoj nga mundësia për faktin që është viti jubilar i themelimit të Këshillit Republikan për Sigurinë Komunikacion, 62-shin me 2 22-shin korrespondon me 60 vjetorin e tyre, lejoni që në emër tim, në emër deputetëve dhe kuvendit të përgëzoj për punën e palodhshme që Këshilli bën, të dëshiroj suksese të mëtejme në punën e tyre dhe në angazhimin e tyre dhe bashkarisht të bëjmë parakushte më të volitshme për pjesëmarrje të përbashkët gjithë neve në komunikacionin rrugor dhe me atë të kontribuojmë që sa më pak pasoja të ketë për jetët e pjesëmarrësve në komunikacion. Urime. Републичкиот совет за безбедност на сообраќај на патишта го гледам како едно важно тело кое што треба да постои и треба да се занимава со подигање на јавната свест. Треба да се занимава со изработка на многу спотови, бидејќи само така можеме да допреме до најмладите возачи, можеме да допреме до учесниците во сообраќајот, да го почитуваат законот за безбедност на сообраќај на патишта. Само така со тие цели кои што сме ги поставили ние и кои што сега ги има овој состав на Републичкиот совет и некој нареден состав, ќе може да има успех, а тоа е што помалку жртви во сообраќајот во Македонија. Мислам дека нема да бидам субјективен или да делувам навијачки некако за ова општествено тело, меѓутоа јас од моја гледна точка му предвидувам светла иднина и му посакувам на тамошто обстојување. Дали во рамките на законот како тело, како што е сега формирано, или се заговара формирање на Агенција за безбедност на сообраќајот, меѓутоа на тие што го припремаат законот за агенцијата, им советувам како човек со огромно искуство во оваа област, Републичкиот совет да го инкорпорираат во таа агенција како посебен оддел со вработување на врвни професионалци кои што ја познаваат оваа работа, за да може да се задржи спроведувањето и на воспитание на децата од мали нозе и спроведување на сообраќајно-воспитни кампањи за возрастните учесници во сообраќајот, а и понатаму да биде поттикнувач за заспаните државни органи кои што недоволно посветува внимание на оваа проблематика. И затоа јас Советот Републички уште пред 40 години го нареков совест на општеството за областа во која што е формиран. Местото и улогата на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата може да се опише како една незаобиколна алка во процесот на унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Така што немам никаква дилема по однос на важноста и значењето на оваа институција во годините пред нас. Секому е јасно дека безбедноста во сообраќајот е мисија за чие што остварување не само што треба константно градење стратешки, плански осмислени процеси на едукација и комуникација со јавноста, туку таа задолжително бара постојан, непрекиден ангажман во креирање на нови идеи и решенија што сообраќајот ќе го направат сигурен и безбеден.
Се надевам дека Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ќе доживее уште многу годишнини со зајакнат стручен кадар и ресурси кои ќе овозможат уште побројни активности за зголемување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот на патиштата.